Добро дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Светановски, имам чест вечерва мој гостин да биде Сотир Костов, поранешен јавен обвинител, поранешен, односно истражител и сега не можам да кажам поранешен, колумнист, писател. Добре дојде. Добро најдов, добро вечер. Сотир, нешто што ги отвори чакрите на македонските шеговици деновиве, интернетот е препон, кооперациите, главна тема е тоа. Зборуваме за летечкиот циркус на Венко Филипчев, зборуваме за Монти Пајтоновски најавени протести против имагинарен наплив на некакви си непостоечки мигранти. Како гледаш на оваа тема која што ја окупира македонската јавност, па на еден тон шеги на оваа тема, бидејќи темата е премногу, повторно ќе кажам, Монти Пајтоновска, нема никаква логика во целата приказка, со толкава сериозност, некој што треба да биде толку сериозен, сепак зборуваме за опозиција, лидер на некогашна така наречена, само наречена државотворна партија, да падне на ова ниво и да најавува вакви работи, дури и да условува со резолуции, кои што потоа бидејќи власта нормално нема да ги усвои затоа што нема никаква логика и ќе речат, аха, не усвоја резолуцијата, значи мигрантите ќе дојдат. Како гледаш на ова бурлеска пародија од политика? Како да ја наречам? Пријатно сум изненадан, Лјупчо. Тоа е ширење на ксенофобија, тоа е нехумано однесување. И вака би рекол, ова прв пат беше спомнато кога се направи стратешкото партнерство со Велика Британија, и кога се најави во 2-3 фази прилив на едно 6 милиарди евра за структурни реформи, инвестиции во стопанство и така натаму, и рекоа дека ние ќе бидеме балканско депо на имигранти. Лјупчо, ја бројам. 7 месеци поминаа, еден имигрант нема. Ја не би му давал многу значење на Филипче, само еве на еден начин му велам како не му е срамота, во услови кога партијата му се распаѓа и го дотак на дното, тој се обидува македонската јавност, македонците и својата си држава да ја заплашува, да се е страв, ветер и магла, би рекол. Ја вака велам. Ајде да закажиме некој разговор после 7 месеца. Доколку има барем еден мигрант од тоа што тој го кажува, да му дадеме за право дека може би бил во право. И јас мислам дека и по 7 месеци ќе го зборуваме ова, а сега тоа е моето мислење. Ајде да видиме вака. Денеска премиерот на владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски, категорично и соопшти на јавноста, на новинарско прашање одговарајќи, дека додека е тој премиер, бидејќи не може да гарантира отпосле што ќе биде, нема да има ниту прибирање на ниту еден мигрант во Република Македонија и нема да се подигне ниту еден шатор за таа цел. Јас на тој човек му верував декември 2019 година, ќе кажам која е таа дата, 23. Ја на тој човек му верував пак декември 2021 година, Конгрес, кога има 17 Конгрес и кога донесува доктрината. Ја на тој човек му верував кога и ја најави обновата на Македонија и кога рече ајде сите да се сплотиме, ние во ВМРО и околу ВМРО и сите македонци да ја дигнеме Македонија на здрави нози, да го подисправиме рбетот и да не коленичиме. Тоа и се случи. Лесно е сега да зборуваме за победите, ама ја нешто гледав кога некој друг не сакаше да види и напаѓа, се исмејуваа. Ја денес му верувам на Христијан Мицкоски. Мојато аналитички инстинкт, ама многу повеќе ја единствено можеби ја ги употребувам изразите аналитички сонди, ми кажува дека такво нешто нема да се случи и само едно сакам да појаснам. Кога рутата одеше, имавме балканска рута, имаме медитеранска рута, имаме европска рута, да не се заплеткуваме во нив. Кога рутата одеше од југ, Азија, Африка, Грција,
преку Македонија, Србија, Маđарска, Германија и Западна Европа. Едни велат поминаа 1.100.000, други велат 500.000, трета велат 250.000, еве ја точниот број не го знам. Ама се сеќавам многу добро на добрата организација на македонско-грчката граница, на македонско-српската граница, прифатот од грците во Македонија, транзитот од Македонија во Србија, транзитот понатаму. Најголема джева дигаше тогаш Маđарска. Опоменуваше, Европа не сакаше да слуша. На тоа прашање падна Меркел. И се случи со Германија што се случи. Сега, тука ќе застанам на тој правец одење. Значи, транзитно минење. Сега се случува, Европа веќе не може да ги издржи тој број на мигранти. Во постапка законита, некои се одбиени, безбедносно се проверени, информациите тоа го кажуваат званични, како на Велика Британија, така на Европска Унија, а најповеќе што читам по Политико и другите медиуми, институти на Европската Унија, од Европол, од Интерпол и така натаму, дека тоа не се луѓе опасни за безбедноста на државите во Западна Европа. Сега, кога тие луѓе ќе се враќат назад, за да сме начисто, тие нема од каде на друго место. Ако се користи Балканската рута, тие ќе поминат низ Македонија. Ја пак верувам, да не речам сум сигурен дека тоа ќе биде транзитно поминување, 24 часа, евентуално 48, ако има голем направ 72 часа, и пропуштање преку границите. Не верувам дека е нешто друго, не верувам дека оваа влада прифатила нешто што не сака да ни соопшти. И сега, имаме званично соопштение од владата на Велика Британија уште пред 7 месеци. Имаме званично соопштение на амбасадата и на амбасадорот. Да, реков пред неколку месеца и сега ќе повторам. Така, имаме соопштение од нашата влада, имаме денешна, многу јасна, концизна и кристално чиста изјава без заокружување околу, како беше она киша околу Крагуевца. Ќе дадам оставка доколку еден мигрант на тие по тие поголем залог имали. Македонија. Па Љупчо имали поголем залог. Така, да. Залог. Да. И ја верувам во тоа. Сега, ајде да погледнеме соседството. Ова тема пред неколку години во континуитет, кога Албанија ги имаше проблеми со ние, сега ги имаме со Европска Унија, беше актуелна во Албанија. Не се случи ништо. Ама таа една рута италијанска се стопира. Се стопира, ама се стопира, сети се поради потонувањето на неколку бродови, платформи и така натаму. Нити Италија се наполни со мигранти, ниту пак Албанија. Сега ние сме интересни, а опозицијата тотално е разбиена, никако не може да се ги состави работите организационо, функционално, да не зборам идејно и идеолошки, пред се мислам на СДСМ, а ваму дуи распадната, заглибена во корупција и во организиран криминал, левица стагнира и се радикализира, и ја денес во една колумна во Кури напишав, тоа е состојба лед во место, многу јасно, па ќе ја напаѓаме, власта ќе ја напаѓаме, па ќе го напаѓаме ВМРО ДПМН некако водач на таа тројна коалиција со знам и вреди. Ама ја мислам, граѓаните на Република Македонија нешто созреа, нешто матурира. Велиш ти метафоричко, не пијат нафта. Ја дури би рекол докторира. Веќе не можеме така да ги лажиме. Еднаш ако ме изважеш, срам да ти е, два пати срам да ми е. Што правиме кога една партија те лаже 1000? Нема што да правиме. Партијата на крајот останува сама и еве падна на 125.000. Поддршка, значи, легитимност, многу мала. Фиктивни мигранти, да. Така да. Тука би негде завршил
Иако темата е интересна, безбедносна е темата е социјална, а не сакам да зборувам за хуманоста, нехуманоста што се покажува, ксенофобијата, ајде ќе го оставам тоа. Прв стожер на новата програма на ВМРО е државната безбедност. Па вчера мислам во ова студио зборевте со представникот на Унија на млади сили во ВМРО и многу добро го објасни тоа и не сакам ја да се повторувам. Прекрасно го објаснивте тоа на гледачите. Но ако направиме еден контраст со од она што се случуваше и што се случува, зборуваме за два контрастни елементи, се викаат СДСМ и ВМРО ДПМН. Тоа МТО би го извадил и од тоа СДС ќе ги велам, нека се љутат на некаде. Но имаме партија која што е како ВМРО, што ветија пред како опозиција. Ќе ги извадиме, нема да ги примиме до и во власта. Ха, се газеат с мене, нема шанси. Обстојаа на тоа. Нема да ги внесеме бугарите. Нема шанси, првите неколку месеци ќе се вратиме текстовите и изјавите и на Филипче и на сите, ќе се случи тоа што ќе се случи. Се подсмеваа со Safe City. Бил премногу голем залак, премногу голем револт на граѓаните, ќе се јавил немало. Еве го, дали ќе биде 1 јануари или февруари, 1, не се, па и март да биде, тргната работата, возеше навака, види дека некако поинаку се однесуваат луѓето во сообраќајот. Меѓу другото, значи, зборуваме за работи кои што се многу тешки да се направат, како реформите во судството, па го разрешија судскиот совет. Тие што мува не ги лази нив, што се такви, нели, тврдокошци, тоа е друга работа, но рекоа го направија тоа, рекоа ќе го разрешат, почна постапката, тоа ќе ни биде на тамошна тема, на Коцевски, така. Значи, се што рекоа, реално си обстојаа на зборот. За разлика од нив, имаме една партија која што меѓу другото ширеше важни вести со погрешни имиња на мојата колешка Анастасија Илиевска, која што дојде на власт, нема шанси, името, жичката, ти текнува на тие. Не е само таа грешка, 3-4 грешки има. Значи многу работи. Со функционери на ВМРО ДПМН. Така. Ги заменуваат. Настрана. Ерор ди персона ние го викаме тоа, правниците. Тоа се дилетантски грешки, значи тоа е навистина аматеризам, но еве од едната страна ги имаме овие, од другата страна ги имаме нив. Како може еден ваков контраст, на кого да му веруваме сега, така? Не, дилема не ви поставила, ама ти као домаќин можеш да ме прашаш. Значи, дилемата за мене не постои. А Лјупчо, тоа се две парадигми. Тотално спротивни, две матрици. Тотално спротивни, значи, тотално една на друга спротивставени. Парадигмата на ВМРО ДПМН сега веќе е победничка, значи вистински победничка, ама фундирана на здрави основи. Значи, се го опишува во нивните документи, ако има време ќе поразговараме малку за нив, и на добри столбови. Значи, идентитетот не даваме се чепка. Сигурност пред се и безбедност во државата, ама не одиме кон Европа, дури и забрзано, значи од европската ориентација не се откажуваме. Тука ќе застанам. Тука јас гледам и свест за Македонија, и совест, конечно на дело се покаже дека они на вистина се, и ја тоа го знам уште од самите почетоци, европски ориентирана партија, и се прават и овие стратешки договори, и ова одење често во Брисел, во Париз, во Берлин, не туку е така, него се притиска да паметат една наша соседка. И ја тука гледам и свест, реков, и совест. Ева ова другата парадигма или матрица. Се покажа дека ништо не е свето. Значи, си го даде името. Им беше само обстојувањето на власт, за да ги полнат джебовите да не се важени. Како реков ја, zero sum game. Така, субмисивни, победа, сервилни, по секоја цена. Безрбетни, така сите се убаво се кажа, браво, браво. И сега, индолентни. Ајде што го дадоа името, кој е многу тешко и во постапка, ама ќе го вратиме. Ќе го вратиме. Продолжуја со Бугарија. Малку им беше договорот, кога ја ги за добрососедство, фактички Заев, овој, рече го Бугаринот, го седнал в скут, метафорично кажано. И на крајот,
Ковачевски и Пендаровски и таа пуста француска рамка ни ја навлекоа. Епа, каде тука ти гледаш патриотизам во вистинска смисла на зборот? Каде тука гледаш свесност за идентитет? Каде тука гледаш чувство за суверенитет, територијален, национален, државен? И кога видоа дека Ептен ги утнаа работиве, хаотично отидоа во забегани политички елити, во корупција, преку, неколку пати сум кажал во ова студио, кронизам, непотизам и партиско поклопување на се, а корупцијата ги однесе во организиран криминал и на една маса на седење со мафијашите. Гледачите тоа го видоа, гласачите тоа го видоа. Го видоа тоа. Едно губење на локални избори 21 година. Второ губење на парламентарни избори катастрофално. Трето губење на парламентарни избори уште председателски уште покатастрофално. И повторка 25 година, значи годинава, пред месец, два, губење многу повеќе отколку 21 на локалните избори. 4 пати во кругот се затвара, јас велам. Завршува фазата на разнебитеното, прогонуваното ВМРО-ДПМН, суденото ВМРО-ДПМН, прогласување за терористичко, замрзнување на имотот, блокирање на сметката, прогони, уцени и така натаму. ВМРО покажа зрелост преку истрајност, упорност и брањење пред се на националните и државните интереси. Дојде на власт, иако никој не веруваше, бар така нивните сателити во медиумите и на социјалните мрежи прикажуваа, никој пат нема да се врати ВМРО, вакво е, онакво е, ама они беа слепи. Они не гледаа кога ВМРО прв пат се ребрендираше. Суштински, значи идеолошки, идентитетски. И дури на крајот би рекол и социјално. И формално, појавно, визуелно. Але ова првото е многу побитно. Они не видоа кога ВМРО направи сојуз со гласачите, со граѓаните, се сеќаваш на пред неколку години на оние 5000 тима кои ги смејуваа овие кадеви се. Па тие 5000 тима, а ја имав прилика да ги гледам во неколку циклуса, бидејќи работам на избори, како работеа. Тие 5000 тима ја направија новата политичка икона ВМРО-ДПМН и го издигнаа новото лидерство и визионерство на докторот професор Христијан Мицкоски. У почетокот го исмејава, ваков бил, онаков бил. Не бил ни ваков, ни онаков. Него преку пот, преку упорна работа, преку залагање, прво средување на редовите во партијата, обединување забеганите што беа, секој пат во историјата имало тоа и кај ВМРО и кај СДСМ, презентирање на платформа пред граѓаните, победа еднаш, два пати, три пати, четири пати, доста беше. И сега се случи конгресот и ја мислам таа фаза се заокружи и заврши. Сега ајде да го оставиме ВМРО, ајде да оставиме оваа коалиција, ајде оваа власт да и речеме, ајде сега работете за она што најмногу го пишувате во документите, а веќе работат на раст, на развој, на поддигање на социјалата и на малку позабрзано одвивање на реформите и побрзо приклучување кон европските токови. Не покажат резултати. Граѓаните ќе го прикажат. Ќе го санкционира тоа. Ама ако покажат резултатите, па некој што велам јас ќе плачи до, како пишувам денеска, до граници на цивкање и квичење и у заграда велам извини пиги, морално беше, а знаат на кој мислам. Еден медиум и еден аналитичар, кога ја напиша в колумната новото лидерство на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски, го кажав се со принципи, вредности и така натаму, ми смејава смеење до плачење. Па сега да те прашам,
Кој плачи, кој се смее. И затоа реков, извини Пиги, морално беше. Крајн гейм, така беше, да. Така. Знаеш, вела дека ѓаволот одамна е однел шегата од Македонија. Јас не се сложувам, бидејќи тоа беше така тие 7 години, кога бевме каде што бевме, со кого што бевме, со сиот оној резил, со сиот оној антимакедонски атак што го имаше и се. Сега доаѓа времето да се шегуваме пак на нечија друга сметка. Затоа јас може да се пошегувам директно со приказката за британскиот таблоид на кој што се шлепа Филипче и СДСМ за приказката која што е тотално си ја измислил, некој си напишал некој нешто таму, британски таблоид, и Филипче вели, ете, британскиот печат го пишува тоа. Не знам дали е свесен, но шегата не е шега, тоа го пишуваат и британските, и германските, па и финските таблоиди, дека земјата била рамна плоча. Не знам дали кога ќе го прочитава Филипче, ако не го прочитал, ќе побара измена на учебниците по географија. Да. И тоа со резолуција, бидејќи многу милуваат резолуција, ако се сеќаваш, црвените линии. Видоа дека се утка тотална, не ни стигнаа до собрание, јас се шегував дека ги шмркале, не виделе дека не се бели, нели поврзано со една случка, со еден нивни главен фрајер сега што е и ментор и гуру кој што им го дели умот, кој што шмркаше нешто, некои били субстанции психотропни, па така и со црвените линии, затоа не стигнале, ќе рече некој, но еве, мислиш дека ќе побараат смена на учебниците? Кој? Филипче, па земјата е рамна плоча, така велат по таблоидите и британски, и германски. Филипче ништо не ми изненадува, така да не би знал да ти одговорам со сигурност и да и не. Повторно една резолуција. Него иди, цело време резолуции. ја прво помислив дека можеби, што е многу поверојатно, дека ова е внатрешна работа во Велика Британија, си се пресметуваат власта и опозицијата, имаат јаки медиуми. Така. Ама веќе и Times, и Daily Mirror, не се тоа што беа, да ти кажам. Значи, како што BBC исто не е тоа што беше, а вам BBC CNN. се извинуваше напред што напред. И викам, најверојатно е тоа нешто. Ама кога подлабоко размислив и кога се сетив со што јас се имам судрено во моите овие 20 години кога бев во цивилно воздухопловство, со десетина држави сум преговарал кога беше периодот на договори, подпишување за прелети пред Open Skies, отворено небо, ја видов како има нарачки. А има и една таква, кога прибе тимот сакаше некој да му го дигне многу јак мобил, а уствари тоа беа баш не некои добри луѓе, иако за прибе имам така помешано некое мислење. Ја, втора варијанта, се уште се мислам, не можам до крај да сум сигурен, дека некој од тука платил, пишуете, а тоа обично папрено се плаќа, па може би линијата е Дубај, Грција, вија Лондон, и сега пази, кога еден не така мал вестник, медиум ке напише, ке преземат другите. Интересно е за приказка да се развива. Лично мислам нема ништо од тоа, прилично сум сигурен, ама времето ќе покажи дали е ова од овде поттегнато. Сети се на првото брендирање на Македонија, брендинг Македонија, во времето, онај спотовите што беа на Милчо Манчевски и не само тоа, Охридското езеро, Македонскиот рубин, Бисер Пастрамката, Шарпланинецот и така натаму, имаше и контра надписи како во Америка, така и во европските земји, особено во Германија и Велика Британија, дека не е тоа, дека е тоа површно, а не е точно. Брендирањето си ја заврши својата работа, ние сепак станавме видлива дестинација на Балканот и во Европа. Сетики мислам дека некоја ситна душа од Македонија така го поттикнала тоа со мотивирана со мани. Се случуваше често пати кујната за лажни вести од СДСМ работеше, ако се сеќаваш Турбо уште во времето на почетокот на 2000-тите се викаше Фабрика. Да, беше раководена. Бучковски, се сеќавам. И знаеме имињата на нашите колеги во наводници новинари кои што учествуваа. А Фабрика 1, Фабрика 2. Чаушот потоа, личните важни карти, аферата која што испадна дека е спакувана од СДСМ. Постојано нешто поттикнуваат и па ги најдоа Чаир како ги штанцаат. Така.
И ја Неба Дијала повторно ќе се нашегувам, ако веќе читаат британски медиуми, може и бугарските да ги читаат, таму има неколку написи дека Исус е бугарин, дека Ајнштајн е бугарин, дека Тесла е бугарин, дека Колумбо е бугарин, дека Магелан е бугарин. Ја го забораве Чак Норис и Али Ахмед. Да, значи Не, пардон. Мухамед Али. Така, извини. Имаме ние Мухамед Али нели во власта, да. Но како и да е, отиде историјата во превод, така. Но еве, ајде малку шегата на страна, повторно денеска имаме една кривична пријава која што јас мислам дека е многу поврзана со целата оваа приказка на измислување на лажни теми. Не е само мигрантите. Важни теми се и атакот врз Томовски. Важна тема е атакот врз Арсовски. Некаде се утнати имиња, некаде фирми, обелоденети лични податоци, телефони, значи безобразно, бескрупулозно. Мислам дека влегуваат свесно во таа игра, иако знаат дека утре ќе изгубат на суд, но бубачката е пуштена, луѓето се деградирани, односно девалвирани, не се, но девалвирани во очите на дел од јавноста која што обид за деградација. Обид, но нели намерно го прават. Принципот го зборувавме, те девалвирам за да релативизирам и за да потоа зборувам сите се исти. Но еве, се случува тоа. Од друга страна пак, почнува она вистинското заради кое што го прават тоа. Не може да бидат сите исти ако твојот довчерашен 8-9 години, колку беше, бидејќи беше и технички 9 години ќе му се фати министр за внатрешни работи, кој што палеше, гасеше, затвораше, правеше филмски апсења, чуда и врагови направи човекот, нели? Диловите со Шкоди, Моди и сите тие работи, па со испитни центри за полагање возачки, многу работи има на контото, но еве денеска првата... А пасошите? Најака афера за мене пасошите. Оние чиновниците на шалтер што ги дадоа на мафијашите светски, така многу интересна работа. Не, денеска падна првата кривична пријава против него за 80.000 евра, зборуваме 5 милиони денари, значи злоупотреба на службената положба и давање на тоа што го дал. Дали целата приказка е стравода? Дали се плашат од тоа што почнува? Можеби, јас мислам дека тоа е дното на сантата, која што нели ќе се зголемува, ќе се качува приказката и ќе стигне токму до оној што денеска излегува и зборува за мигранти. Тоа има афера со вакцини, тоа има афера со викендичка, има афера со джип од 130.000 евра, има афера со златна виза во Дубај од 500.000 евра, многу пари се во прашање. Нема крај. Така. Епа, дали еве всушност целата приказка почнува да се обелоденува, зошто го прават тоа и целата релативизација, бидејќи почнува работа, еве. Прв е... Па види, ја реков... Оливер Спасов. Не бевме влезени во декември, сам негде во ноември реков, декември ќе биде интересен месец, ќе има кривични пријави, па можеби... Реков. Прво, традицијата ми кажува на крајот од годината дека кога се сумираат работите има, а второ, знам и дека се работи на тој план и не треба толку и да се избрзува, ама сега е времето да се виде некои работи, не смеат да се остават во недоглед, пошто едно да знаем. Јас ќе ве потсетам на традицијата. 98 кога настанаа вистинските промени во Република Македонија, кога дојде плурализмот тогаш со победа на ВМРО ДПМН и на Демократска алтернатива, многу луѓе од тогашната власт што оплачкаа Македонија требаше да одат во затвор. Не отидоа. Прва кардинална грешка на ВМРО ДПМН и на Демократска алтернатива. Нерасчистувањето со традицијата. После ќе ти кажам која парадигма се врти од тогаш. Истото се случи и 2006-та, што бев запрепастен, кога 2002 кога дојдо на власт, една генерација, 3 до 5-6 луѓе ВМРО-ци, функционери им ги позатворија. Една директорка, еден генерален секретар, друг директор, да не спомнам имиња, одавна беше. Сега, кога знаеме дека толку милиони евра се испумпани од буџетот за 7-8 години, кога тоа е влезено во документи на Европска Унија, на Европска комисија, State Departmentот, кога личности нивни се ставени на црни листи, од градоначелник, од председател на партија, од друг председател на партија и така натаму, кога во сите документи на меѓународните организации се кажува дека во Македонија во овој период, што го кажав, имало корупција, имало организиран криминал, мафијата харала, дека тендерите се правени 2-3 фамилии да ги наполнат джебовите и банкарските сметки надвор од Македонија, ја мислам некој треба да седне да работи, иако знам дека работат, и конечно во прва фаза да видиме
ке имали законски прогон на големите риби, под наводници, и еве, ке се фокусирам Битола, Рек, Неготино, Евана, Мепсо, во тој триаголник, Но и Волотарија да не ја заборавиме. Пардон, пошти, Да. во право си, испарени се велат меѓу 250 и 320 милиони само преку тендери на криминоген начин. Поранешниот состав на ДКСК и Билјана нејзината председателка на комисијата поведоа неколку здрави постапки, поднесоа, сега не ме држи за збор, ама мислам над 140-50 кривични пријави, сите или одбиени, или во фиока, и ја вака велев. Вака велев. Или не знаат да пишуваат кривични пријави, дека треба да имат докази, факти, аргументи, материјални докази и така натаму, или обвинителството ги крие работиве. Денеска 99% сум сигурен дека ова е втората варијанта, бидејќи за тоа што ДСК, Државна комисија за спречување на корупцијата, алармираше пред 6-7 години, еве сега ги гледаме последиците, избегаа. Еден братучет избега во Виена. Друг Не знам. Капо де тути капо, не, Капо де тути капо отиде во Дубај или во грчката обала, таму некаде гравитира, па еден председател на партија се оди кај него и така. Друг не знаеме каде избега. Еден голем директор на Рек Битола, вечера реков без многу имиња, ути сум ги кажувал, тој поетот? Не знаеме каде е. Тој што пишуваше поезија за Заев, прекрасна поезија. Фудбалерот го нема. Па види. Ги нема, има еден институт судење во отсуство. Ајде да видиме кој крадел, чии джепови полнел, а обично се личните и партиските, и во кои сметки каде изнесувал. СЈО падна на тој испит, да ти кажам. 4,5 милиони евра. Наместо да работат, они ставаа во своите джепови. Сегашната полиција, тоест менаџментот на полицијата, сега се очекува смена, еве го влезено е во процедура на обвинителот, новиот обвинител ќе си направи нова екипа. Ти кажев јавно пат како тоа се прави, со еден пример, треба да засукат ракави и да ги пронајдат парите. Кога ќе најдат тековите на перење пари, трансферирање на пари, Патот на парите. Патот на парите, видиш како го кажуваш? До тогаш, преку меѓународна правна помош, ќе ги изловат и кај се луѓето, бидејќи меѓународните организации, а се еден куп на број, ќе свата дека станува збор за големи пари и последното што човек ми има дошепнато, дека веќе не се за милиони евра, него милиарди се во прашање. За 8 години. Милиарди се во прашање. Очекуваш една голема преселба на народите пред новогодишна, бидејќи многумина знаат дека... Новогодишна и јануарска, очекувах. Да. Пред да почна... Знаат дека правеле зулуми. Котењето на мачињата во февруари, ќе има квичење од големи зверки од голем аштрап, што узурпира се што можеа во Македонија. Ќе има, да знаеш. И од едната и од другата банда, бидејќи не беа сам едните, прават протести во наводници, ќе прават наводно, иако имаше кога првиот гостин ми дојде после 4 часа вчера, Сергеј, има 76 подписи на онлайн петицијата, ја направија онлайн затоа што да не беше онлайн ќе има 3 подписа. Денеска после цел ден, тогава партија 1300 гласа, мислам дека тоа е бедно онлайн петиција. А да не беше онлайн ќе има 300. Треба да имаш дигнитет. Да. Треба да си личност, да имаш карактер за да ти поверуваат и да се подпишуваат. Па макар и онлайн, да. Да, нека, еве, ја полека како старијам почнувам и онлайн да приваѓам и социјални мрежи, ама таму кај што нема навреди, таму кај што нема вулгарности, и еве се престројувам на стари години по заслуга на мојот најмлад син. Ми вели дека тоа било иднината. Ја не мислам така, ама еве, се обидувам, бидејќи сум некој аналитичар, да сум и во тие текови. Ама за да ја привлечам, ја треба да представувам пример за нешто. Нажалост, Филипче, тоа не.
Ја му посакувам. Ја уназад неколку месеца, ама неколку не се малку да не речам година дена, сум давал предлози. Мене некои луѓе ми се љутеа. Што треба да прават они како партија? Не бре, брате, тврдоглави не слушат. Епа, затоа ќе останат долу на сите лествици кога се мерат рейтинзи на политичка партија, на лидери, и ќе изјавуват како пендаровски. Тие се лажни, вика, рейтинзи, ние имаме свој, ние сме подобри. Па видовме колку сме подобри. Професорката 3 пати повеќе го прешиша во гласовите. Дури анкетите беа послаби во однос на реалноста. Така. Да. Но еве, тие најавуваат протести за имагинарни мигранти, а еден Али Ахмети кој што не може да излезе од тие чизми што ги има склопено уште пред 24 години, така, 2001-та, повторно ќе прави протести и тоа за поддршка на УЧК од Косово, во превод оној кој што треба да лежи во Хаг заради хашките случаи, најголемата неправда за македонскиот народ после името и браќата што се во затвора не треба да бидат. Значи хашките случаи се според мене таа тројка, златна, црна. Сепак нели, да. Но тој ќе прави протести, тој што треба да биде таму, а има и многу младети и дека ништо чудно и да биде, нели? И ќе прави протести во сабота на 13 во 13 часот, може би во 5 до 12, ама требаше символика некој да му каже што е, ама 13 е баксус ден. Како и да е, дали би во сабота или не 13 часот, повторно многу 13-ки, и јас отидов со муабетот, но еве, тој ќе прави протести, ќе дига национализам, ќе прави, знаеме како ќе помине, со кои орнаменти, со кој фолклор, со сето тоа. Едниот поради мигранти ќе прави протести, другиот поради човекоубици, па зборуваме за тоа е за Хашкиот суд за човекови права, зборуваме за злостори како што беа хашките случаи, нели, кои што беа кај нас, сечеа луѓе, колеа луѓе, силуваа луѓе, убиваа луѓе. Органи, жолта куќа, дали е Косово, дали е Албанија, тоа стравови беше. Така, истото се случувало и таму, и тие се таму треба да нашите случаеви 5, сите велат 4, не 5 се, 5 случаеви се. Петиот е многу интересен. Албанци против албанци ги кријат. Лјучо, на еден начин ти го даде одговорот, ама ја вака ќе надополнам. Ова е многу интересно затварање на триаголникот Приштина, Тирана, Скопје. Голема мана и најдов на режисерите, сценаристите, протагонистите, антагонистите и статистите. Они изгледа со зла намера одат на крајот нешто да пробат да дестабилизират Македонија и затоа завршуваат во Македонија. Тоа нема да се случи. Денеска многу јасно и децидно кажа премиерот каков ќе е односот кон државата, на државата кон тој собир, 24 часа пред, за време и после. Пораката им е пратена. Ама они ја утнале работата. Кога, прости ми Боже, ја би правил нешто, ја би одел Скопје, Тирана, Приштина. Приштина е проблемот најмногу. Таму се најмногу злочинците ратни, таму се тие што во најголема мера хартгигони, а да не ги заборавиме и нашиве. И ти што мислиш, Али Ахмети, зошто протестира? Па бидејќи има нечиста совест. Така. И се сака да заведува. Тачи, ова е одбрана на Али Ахмети. И види се, они ќе донесат, кога сабота е? Они ќе донесат од Косово, они ќе донесат нешто малку од Албанија. Оде луѓе кои се уште одат по патот на бумбарот, ајде да не кажам полоша дума, ќе излезат некои. Не можат ништо да дестабилизират, затоа што Македонија е сега поставена на многу здрави темели, затоа што имаме власт која е многу свесна за состојбата, затоа што имаме власт која нема да дозволе вакво населје, пржино, шарена револуција, не знам како да ги наречам, хак револуции и така натаму. Најбитното го забораваш. Власт која што е во фантастични односи со администрацијата на Доналд Трамп. Тука веќе ми се завршува
точка. Многу си го браво. Ево, сите работи ти што потпишувам. кажа секоја чест, ама и ова да. малку не им одговара на оние кои што се обидуваат да го направат тоа и затоа, ако се сеќаваш, тие веќе година и половина дестабилизираат секој втор ден, не, ама секоја недела Али Ахмети имаше изјави за дестабилизација, ваква, так, ништо од тоа, затоа што некој не му дава и мислам дека шваканиците летаат од еден рит. Во моето искуство 3-4 годишно избори, кампањи, политички маркетинг, социјален активни брендинг, сум работел со голем број лидери, мали, средни, големи. Двојца лидери, нема да ги кажам кои, неславно завршија, кои за време на кампања напуштува изборна кампања и одеа во странство да обезбедат поддршка. Али Ахмети го направи тоа во изборите, во овие изборни кампањи, кога виде што ќе му се случи, и пази остана на четворка. А велеа 5-16 града ќе општини ќе освојат. Отиде во Тирана. Јас ти тврдам, мене интуицијата ми кажува, тој нема добро да заврши. Мислам, здравје, да, живот, нека биде жив и здрав. Нема добро политички да заврши. Тоа е немање сенс. Ги напушташ твоите, си ги пуштил во битка да освојуваат локална власт, ти одиш во туѓа држава, во туѓ центар Тирана, државата е Албанија, и мафташ тамо со знамења и пароли. Така. Не. Утка како антикорупцијскиот тим на Филипче, кој што малите деца, најмладите во СДСМ ги извади да ги вадат овие клеветнички афери кои што немаат благе везе, што би рекле блага врска со реалноста, на што ти наликува тоа? На една втора светска војна кога некој заминуваше па ги вадеше децата и младите во првите борбени редови? Ке ти изненадам. Да. Тоа е лицемерие, да. Тоа е политичка хипокризија и тоа е искористување на младите снаги на кои треба се подпре и да гледа иднината на својата партија, тој ги искористува. Значи, многу краток ќе бидам. Адолф Филипче? Да. Ево, ја ќе бидам по мек вечерва. Значи, многу краток ќе бидам во таа насока. Филипче треба да знае, еднаш успеа бомби, еднаш се случи што се случи, ја и тогаш не ги коментирав и како искусен правник кажав што ќе се случи тие бомби, и ја не прифаќам овие денови дискусија, ама не можам со тебе да не прифатам, али кратка, за бомби, бидејќи бомбите не се признаено справно средство за идни постапки. Добро, ако излезат нови, бомбите треба ги да ги стрпаат во затвор веднаш и доказите, да. аргументите и фактите на кои се базирани доказите. Так. И ја не прифаќам бомби, бидејќи едно се инструирани, второ, значи да се наместени, и трето се многу провидни Љупчо. Многу провидни. Дечкото кој звезда стана година дена и кусурот кој дојде на власта, не сакав да зборувам, ме се никогаш не бил звезда, може бил Не знам за кој ќе ти кажам. Не, директорот на Созара, значи Ивица. А ти ја мислам зборуваш за Заев. Не, сега ќе ти кажам. Значи направи такво средување на тотално растуреното Созара, ја по некој случајно знам кој што го се наследи од човек кој што има кривична пријава и во притвор. Бидејќи делот воздухопловството е таму сврзано. Да. Оној оделот за авионите и одржување на авионите, и знам дека таму е расуло. Дечкото кој ги среди автомобилите, вилите ги среди. Таблиците. За секој има разбирање, наоѓаат пари за сите институции, таму минат фактурите и одобрувањата. Покажа едно интересно држење пред камерите и пред јавноста. Се што вети досега исполни, сега мораме и се почна се слуша дека ќе оди на некоја функција, нема да зборам која и што и како, пред Конгресот за него сега ќе измислиме афера. Так. Ќе темпираме за време на Конгресот и ќе викаме еве го овој bad guys. Не, тоа не е точно. Ќе загубат на суд на крај, но приказката е пуштена, бади ова. Види, ќе види, ја вака реков. Друг медиум кој ме праша, ја вака реков. Еве го ДСКС, не работеше 5-6 месеца и повеќе. Еве го обвинителството, нека истрашат. Сотир Костов нема да дава изјави. Слаб сум кон тебе и кон овој медиум, толку години соработуваме и нешто повеќе се расприкажав, иначе тие бомби не заслужуваат внимание, а драстично дефокусирање се од јавноста од битните работи.
Имаме уште теми, ќе зборуваме повеќе внимание, ќе посветиме токму на конгресот и на она што се случуваше таму, кои се резултатите од него за кои што пишуваше ти денеска токму. Со нас е Сотир Костов, се раќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Сотир Костов. Во првиот дел зборувавме за оние авантури на Филипче околу мигрантите, зборувавме за оние црни протести на ДУИ што ќе ги прават, а тие треба да бидат таму каде што протестираат за некого во Хаг, зборувавме за конгресот на ВМРО и што донесе тој. Ни остана темата која што неа чепнавме доволно, Коцевски. Вистинскиот старт на неговото разрешување, еднаш е разрешено од собрание и него лази мува како што го него лази и судскиот совет, но еве почнува вистинското разрешување, кое што според многумина треба да биде старт на онаа вистинска катарза во правосудството, бидејќи ќе донесе реално многу промени кои што се насушни како лепче потребни на овој сектор, со не 2%, обвинителството имаше 1% доверба според една анкета, 2% имаше судството, дупло повеќе од обвинителството. Не знам како е измислија тој поим, ајде да не речем таа негативна парадигма, недавањето поддршка во собранието не било, не изгласувањето доверба поточно, не било разрешување. Би прашал каде е тука моралот, каде е тука етиката, каде е тука совеста на човекот кој не доби поддршка од институцијата која пред година и кусур го назначи. Добра му е институцијата кога го назначува, а кога не му дава поддршка, му изгласува недоверба или не му дава доверба, тој мува не го лазеше и рече јас си понатаму совесно, честно и не знам нека си тера политика, јас правдата ќе ја терам. Сега треба ли да кажеме дека тој за оваа година и нешто не видовме дека гони корупција обична, корупција од висок ранг, значи каде што се политичари, владени министерства, институции, каде што е јакиот големиот бизнис и овие од подземјето поврзани со него. Ја не видов ништо од тоа. Што видов? Видов како грчевито, тврдоглаво се запнал СЈО да биде предметот поклопен, да не одговараа за 4,6 милиона евра што си ги ставиле во џепчињата и жртвуваше двојца изворедни обвинители. И без проблем вчера прифатија оставката на Хајлуваки. Колку тоа беше неизненадување. Се јавил, чекам да му легне работава, ќе му се јавам да видам зошто поднесе оставка, мене ме интересира, ама тој е негов чин. И сега пази, жртвува двојца и искусни и перспективни обвинители, користи корумпирани обвинителки од Гостивар и од Штип од тоа и кривично на да ги гони. Сум ги кажал имињата денес, реков, одиме без имиња. И он ствара раздор во својата си организација, која од секој пат била малку подсврста за разлика од другите, била позатворена, ја тоа во оној систем сум го видел, знаеш, обвинителите малку ригидни, затворени, судството поотворено од секој пат било. И он, обвинителството го подели на фракции, ама белјата е малку и пред него направена. Јовевски ги направи две големи грешки и во чекори, дупли, црвен картон и катта треба да одговара. Прво, кога се носеше законот за јавно обвинителство, направи да живеат уште предметите на СЈО, па дури и тие што истрагите и кога им мина рокот на постоење, они се ги тераа истрагите. Што е нонсенс, нема легитимитет. После катица тоа се требаше да се фрли. Ајде да не се лажеме. Да. Значи, и втората грешка неопостива ги распореди кај него вишо организиран криминал Скопско. Сега тој, ја ви рекол, и специјално јавно-обвинителски канцер, ги дава политиките на јавно-обвинителско гонење или не гонење на криминалот, на корупцијата и организираниот криминал. Ефекти нема. И Лупчо Коцевски си ужива
простите ми Боже, бубрег во лој. И нон-стоп верга, он честно работи. Абе, дај да видиме каде е твојата честност. И ја вака велам. Ево, ќе повтора. Нека влезе комисија не може друга, ама од Совет на обвинители. Нека направи записник во бироата неговите од Републичко јавно обвинителство, на она обвинителката од СЈО, нека го направа тоа во Вишото и особено во организиран криминал, а да не речемо Скопското каде што има и крокодили, ќе видиш колку предмети дадени од полицијата. Тие се најтемелно обработени. Дадени од Државната комисија за спречување на корупцијата. Дадени од граѓани, дадени од граѓански организации кои темелно знаат да напишат кривична пријава и дадена од државни институции за поединци кои забегале, отишле во криминални води. Ништо се крие, бидејќи тој период сега е темен за сега, полека период 7-8 години сега се расветлува и час поскоро, ја реков до нова година, ама кој знае дали ќе смена до нова година, тој човек треба да биде разрешен. Треба. Бидејќи, јас сум рекол, како не бираат, во струката и мене ме бирале, така треба да си спремен и да те сменат или кога ти замени мандатот. Кај него нема мандат, крај треба да го сменат. Тачка. Не покажа он сенс. Пази, 5 пати повторува политичка изјава на премиерот, политичка изјава на партијата ВМРО-ДПМН, на знам, навреди. Чекај бе, ти не си тој што треба да влегуваш во диалог со политиката. Ако во собранието, законодавната власт, највисокиот храм на законодавната власт, ти е изгласено недоверба, Лучо, нема што да бараш. Прво, тие околу тебе веќе не те ценат. Второ, јавноста не те цени и ја гледам дека у некои надписи веќе и мајтап играат. Значи, тој човек треба да се замени, треба да дојде нов човек, нов јавен обвинител, нова постава и ајде да одиме во законски прогон на сторитерите на кривични дела кои се од областа корупција, организиран криминал и мафијаштво. Ги има еденал. Не гледам друг начин како работиве во пред се јавна обвинителската организација, а после и во судството ќе продолжи. Ќе има проблеми. Но прашање на време, веќе е прашање на време тоа така. И готово, ја мислам докато завршува работа. Што викаше Заев тик-так, така викаше со тоа и минато веќе. Да, им прави сега на некои други тој тик-так. Ја би рекол final countdown. Так. Финално одбројување. Так. Очекуваме нова колумна каде прочитаме од тебе или анализа како и да е токму за она што го зборувавме за конгресот како тема. Знам дека продолжуваш во Кулир. Да. Времето е тоа. Па највеќе уште 2-3 има. Така. Ти благодарам. Документите ќе ги обработиме и ќе дадеме една хронологија 7-8 години како ВМРО од такво ВМРО што му се случи као победник на изборите 2016 декември, а не ја зема власта до ова победничко. Се е документирано, се има што сме пишувале, што сме анализирале, како сме обсервирале, како на јавност сме давале, а некој играше мајтап со нас. Првин ќе го читаме, потоа ќе те слушнеме и во Алфа. Ти благодарам. Ти благодарам на тебе. Ми беше чест. И мене. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.